бидејќи знаат коите предложите рече ако треба да го прикриме. Меѓутоа, Силви рече дека се врати и го примање на целот проблем. Държавни планови се глобала исти. 2016-2019 сумите приходите се 187, 183, 182 милиона. Има една разлика, ovo je to za 30 година. На втора страна, мислам дека е наведен бројот на вкупно вработените во овој момент. И таму стои цифрата 252. Толку има вработени во комуналици. Сега од менатера да ги соберам по работни сектори да видам дали таа бројка кореспондира со простиот збир по работни сектори, а 5 работни сектори во комуналици. Дојден за прекратувачки податок дека не само што не кореспондира, туку и значително слабо. Имено, комунална хигиена секторот запослува 85 лица, јавното зелено 20, уредување и одржување на гробишта 30, општи правни работи 26, финансиско работење 31. Или ако сите ги соберите, ќе дојдете до цифрата 267 работени, наместо 252 колку што стојат во официјалното известување кој што се наоѓа на страната на това. 15 луѓе не се малку и јас разговарав со директорот на самиот почеток на седмицата. Тие проверија на вистина за каква бројка на вистина се работи и лично директорот ми се извини дека направат пропуск, односно дека мојата констатација е точна. Наместо 252 се работи за 264 според него, не 267, со образложение дека се тројца во меѓувреме пензионира, а не се влезени дури во пресека што ја даем во сектор. Во секој случај има отстапување на сумата од цели 12 извршители. Оно што е индикативно, ќе ги дискутирам тоа и некои од советниците за другите јавни предпријатија, е што прв пат за овие избори општинските јавни предпријатија применија масовно запослување непосредно пред некои избори, не случајно пред вонредните парламентарни избори. Чисто се сомневам дека баш во овој момент, на неколку месеци пред избори, нивната потреба била толку голема да морале да ускоренуваат бројот на вработени. И затоа мислам дека се работи за класична партиска директива, на некој начин да се добие ускоренување во делот на гласачкото нормално за ВМРО да помага. Повторно ќе речем, директорот не е тука за да одговори дали моите сомнежи се боред, иако мислам дека ќе ги делегира, сигурно дека ќе се вади со потребите од процесот на работа, и тоа како и да е факт е дека има многу повеќе вработени од кои сите изминати 10 години. Оно што исто така треба да се спомене и што лично исто така ме загрижува е прв пат во програмата на Комуналец приметив одреден замор, индиферентност, како едноставно многу да не ги интересира да прошируваат својата дејност, рака на срце тенденција која што може да ја приметам макар во мали четвори и ја прекратуваат дори на могат. Тоа ќе го образложам и со пример. За прв пат не е предвидено зголемување на бројот на рурални средини во кои се планира проширување на дејност. На комисија директорот рече дека наводно тоа е заради отпорот на самите рурални средини. Тоа му го кажа и него, тој го кажа и вам. Едно е кога местните одбори или рурални одбори, не знам како се викаат во селата, одбијат нивниот личен водовод кој што го градене со собствени средства да влези под ингеренции на водовод. Тоа може би до некаде можам да го разберам, затоа што прво се работи сепак само за нивното здравје, второ се работи за нивна лична собственост, кој изградене водовод со собствени средства. И тоа не можам да
постигането на законска обвръзка. Одредени рурални средини да имаат право да кажат дали ги припадат ингеренции на комуналец и собирање на отпад во нивната средина или не. Се работи директно не само за здравието на локалните жители, се работи за загадување на животната средина, која што има импликации през широките подрачја, па ако сакате и да кажат и тоа. По тие причини, мислам дека во тој поглед треба и комуналец малку поощро да настапи и да ги применува едноставно дословно законските обврски. Има обврска, да го собира комуналниот свет од сите средини, вклучително и од руралните, независно сакате тие или не. Под поголемите инвестиции, купено е само едно бајако. Според тоа што кажа директорот, и тоа е бајако. И тоа немале намера да го купуваат. Меѓутоа, им било наложено од Министерството за внатрешни работи дека нивната дејност на собирање на непрописно паркирани возила не може да функционира само со едно возило, затоа што треба да биде континуирана. И од тие причини мора да има минимум 2, затоа што често се случува тоа едно возило да биде неисправно и на тој начин градот воопшто да нема бајак возило. Во секој случај комуналец и тоа што неволно го зедува тоа возило, кај нив нема желба воопшто да се занимаваат со тоа. Повторно низ бројки. И минатата, и предминатата година. Па дури и ова кога веќе располагаат со две бајак возила, тие во планот предвидуваат дека ќе имаат вкупно само 1500 кревања по 2 смени. Значи, и во годините кога имале едно бајак возило и сега со две бајак возила остануваат на истата динамика на извршување. И не е само тоа. Тие во 2017 предвидуваат дека овие бајак возила ќе им приходуваат само 400.000 денари. Во 2015-та, во 2016-та износ беше 600.000 денари, а во 2015-та 800.000 денари. Значи, го зголемија број за бајак возила, а предвидените средства кои очекуваат да ги соберат, дупно им се намалува. Едноставно немаат манера да работат со тие бајак возила. Изговорот повторно беше на директорот дека тоа зависи и од асистенцијата на Министерството за внатрешни работи и очигледно дека во Министерството немало расположение да асистира при подигањето на непрописно паркираните возила, што исто така не е во ред. Ова година предвидуваат купување на 2 специјални возила за отпад и тоа е добро. И тоа лошо е што и минатата година предвидува во 2016-та да купат едно возило специјален отпад и не го успеат. Повторно понатаму кажување заради недостаток на финансиски средства. Тоа е лошо. Затоа што нивната основна дејност зависи од исправноста и од формата на тие специјални возила кои што користат. За оваа година, за разлика од минатите години, сумата која што ја предвидува за сервисирање на возниот парк од 4 милиони зголемена на 6 милиони. Кажано ни беше дека тоа е направено затоа што нивниот возен парк полека, но сигурно старе. И дека мора да се обновува. Од една страна старе, мора да се обновува, огромни средства се трошат за негово сервисирање, од друга страна, повторува, признаа дека немаат средства да купуваат нови специјални возила. Првпат, после еден подолг период, комуналец очигледно се соочува со сериозни финансиски проблеми, кои што го недозволуваат да ја обавува својата дејност, барем во рамките на тоа како ја извршуваше изминатите години. Изминатите години планирајќи поставуваат детски игралишта во руралните средини. Овој пат тоа е точно. Со несмалено темпо предвидуваат и намалување на приходите на секторот уредување и одржување на џобишта. На така 26 милиони и 100.000 до 2015 година, 25.000 денари до 2016 година, планираат пат на приходите за само 20.000
Сега ги поминато годишните планови во овие приходни ставки, го нема приходот кој што јавното предпријатие го добива од солидарниот фонд. Директорот ги види дека тоа е грешка, дека тоа ќе поправа и ќе види каде тие приходи се калкулирани, дали е во некој од другите сектори се калкулирани, меѓутоа за жал за тоа не доби повратна информација. Повторно како изминатите години и покрај тоа што руралните средини се наплаќаја на доместото за одржување на јавна чистота, само во 3 села, и тоа во Породин, Долно Ориза и Кокоречани, предвидена ова услуга, и тоа во делот на чистење на спомен парковите. Значи, нема улици по руралните средини кои што се оплатени со услугата одржување на јавна чистота, а сите тие во својата сметка имаат ставка за одржување на јавната чистота и на тој начин ги ставаме граѓаните во неравноправна позиција во зависност дали живеат во урбаниот дел на општина Битола или во рурална. Иначе, како и секоја година, комуналец во одржувањето на овие планови за одржување на јавна чистота и на одржување на јавно зеленило, некои еквилибристики со кои што сака да не убеди дека еве многу повеќе работи, отколку што ние како општина му префрламе пари. Само за подсетување, општината Битола секоја година комуналец му пратува 13 милиони денари за одржување на јавно зеленило, прилика од 14 до 16 милиони денари за одржување на јавната чистота, кој што стана законска обврска со собствено пред 3-4 години. Именно што ќе има предвидено? Има предвидено дека ќе соберат од општината и од сметките кои што ги наплаќаат за јавна чистота 27,4 милиони денари и за јавно зелено 25,5 милиони денари или вкупно 46,9 милиони денари. Јутоа, во листингот кој што го даваат колку сето тоа нив ги кошта, колку ги изработат, стои дека за одржување на јавна чистота ќе потрошат 39,5 милиони денари, а за одржување на јавно зелено 26,4 милиони денари или цели 66,9 милиони денари, што е цели 20 милиони денари повеќе отколку што приходуваат. Говорите во комуналец, кој минатите години имам кажено, видите тоа е научна фантастика. Дека било кој јавно предпријатие може да држи таков товар, наплаќа 2/3 само од потребните трошоци, друга 1/3 од собствени извори да надоместува, тоа едноставно е далеко од реалност. Реалност е дека комуналец нормално во ценовникот, да бидејќи се наоѓа во привилегирана позиција општината Битола сакала неќела одржувањето на јавното зеленило и одржувањето на јавната чистота му го доверува него по дефолт, и едноставно ги ставаат тие цени на единични услуги кои што нив им одговараат. Реалноста е дека и тие средства што општината и сметките им приготовуваат се и тоа како доволни и на крај завршуваат со профитно извршување на за работа, тоа би сакал да завршам. Со директор се консултира, ако председателка мислите дека треба дополнителна консултација со него да направи. Ќе го замолам овој совет да изгласа едно на дополнување на ставките во кои што се опфатени во програмата за одржување на јавно зеленило, кај што се наведени таксативно на кои места ќе одржуваат одржување за јавното зеленило и да се додаде дека од оваа година комуналец ќе поддржува јавното зеленило на локацијата Скрипници на Партизанска од Дружбиот тек покрај Веро нагоре кај Петте Кули. Мислам дека
сега директорът ми почвате дека нема ништо против да постапи согласно договор и ова стартовна локација се стави во програмата. Повторно ќе речам, ако некој има сумња